На почетокот на 20-тиот век, на Балканот, во европскиот дел на Отоманската империја, македонскиот народ, предводен од внатрешната македонска револуционерна организација, веќе цели 10 години водеше безпоштедна вооружена борба за национална и социјална слобода. Соочени со неизмерно посилниот непријател, македонскиот народ и народностите во Македонија, на 2 август 1903 година, на Илинден, се обидоа да го сторат невозможното. Кренаа се народно востание и прогласија република, во името на еден нов и поправичен утрешен свет, во кој ќе триумфира националната и социјална слобода и рамноправност, прогресот и хуманизмот. Колку има до Крушево, бе, Угурсус, ниједен? Туку што не сме стигнале, бе, Ефенди. За доној рит е градот. Удри тоа конете, бе, оти тебе ке кршам коските, жимјала. Ти! Ајде, Зошто, брага, ме мачиш да ги расторам? Гледаш дека се колци. Гледај, на, без вели можеш да ги избриш. ама расторе кој ти велам. Некој пајтон доаѓа. Што е сега, бе, керата? Баскан, бе, Ефенди. Барат комити, оружје. Каков баскан, бе? Јас сум царски човек. Ја, комитата избега. Патите го комитата! Патите го! Така! Мене баскан ми правите! Ова му комитата ви избега! Сојшус! Терај, бе! Терај! Те бали некого му стрике? Не знам. Таа се скокна од другата страна во долот. Бргу горе. Вие, по мене.
Čavče, ajde jedno dve vreće brašno da nosi. Arno, majstro Divo. Ajde, Čavče, po mene. Zdravije. Majstore, ispravska malce predviđala. Ako. Da ne ti ispadne točite stojanke. Majstro Dimo! Toma! Ne, rastovar je ovde. Majstro Dimo, ova za gore. A? Ajde, Čavče, ne lomoti. Čekaj. Ajde. Благодарам. Kako vodi работа? Dobro je, volim da. Razgram moramo. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vidi ko moraš
što je nakon te, dur do ovde mirisa na livanto. Čekaš nekoga, taćo? Čekam nekoj prijatelji, čekam. O, zdrožio, prijatelji. Zdrožio. Kako po doma, a? Zdrožio. Arni sme, sполајмо на Бога. Да, бре. Колку солца сте изнакупиле? Крма е за овците, внучко. Да, треба. Треба крма, треба. Па и за дома многу сте изнакупиле, а? Што да правиш, треба да се живее. Треба. Ево, брати, пак и утре и Линден. Море лесно за нас, туку тешко на оние горе што се планина, што се мачат, а? Елбе ти треба да им се помогне помалку. Сотра брашленце, сотра пипер, сотра зарзават, а? Елбе ти, душа сака, а? Имам пријател горе, планина, Никола Карев. Како е тој сиромашкиот, а? Како е? Како поминува горе, а? Големи пријатели, бефе, големи пријатели. Ај, сиктер, бре, кодош, да ти серам мајката. Кому мајката, бе? Хајду ли еден? Кому? Тебе! Кому? Да се измиеш, Таќу! Таќу си мама доктава! Мерси. Пака се. Ау, што му направивте на човеков, мори мочли. Срам да ве јаде. Убелилото му го избришавте. Леле, Таќу, што ти направиле, јохте сториле. Ништо, девојчиња се. Девојчиња? Уроки нема да те фаќа? Девојчиња. Девојчиња, убави. Чорбаџински. Девојчиња, ма, видиш што ме стори? Ништо, Таќу, не се шеќам да се стопиш. Еве, баба Мара ќе ми те исуши. Овде кај стави терзијава со утијата. Ајде. Ви благодариме многу. Тоде, па намини пак. Ајде. Добар ден, Сркопушу. Уба. Бога ми уба. Си го оставила татко ти надуќан сам да го испокрадат пазарджиите. Бен горе ке тетка Василика ме прати тате. Брат ми вечер ке се сврши. Каква свршувачка мори сред лето, татко ти има ли ум? Стојанке! Василике! Оеде, што викаш пак? Капате и палтото и слезете долу дуќан и отворете добро очи да не ме покрадат пазарджиите. Добро, еве идам. Кажи на татко ти, ќе дојдам. Ајде. Чорлеме! Имаш ли очи? Прошло е чорбаџи куша, ама ефендијата. Отвори ги така! Море, Таќу, слепец ми заеден. Да ти се многу години, Мудор Ефенди. Да ти се многу години. Како сте подома, чорбаџи кушу? Убајна, Мудор Ефенди. Нека ни е жив и здрав падишакот. Господ здравие и сила да му даде. Па и нас сонце ќе не огрее. Аллахот на небо, султанот на земја. Бујрум, едно кафенце, ако не брзаш. Друг пат, чорбаџи кушу, друг пат. Бујрум, гене Бујрум. Не ти е срам, уште во газо да му се пикнеш. Бе, море кучко, кој те бакари па тебе?
Што има ново, Еклем? Ефенди Јаја од Битола прашува дали има пат за Кичево. За Утјумацка или Ѓаурска телеграма? За Ѓаурска. Јави им дека денеска пат има само за Утјумацки телеграми. Ѓаурите нека чекаат. Феки Јаја, Ефенди. Добро ни дојде, Ајредин Ефенди. Ми јави од Битола. Те чекам. Повели, Ајредин Ефенди. Повели. И демек, така, такју. Од Битола дошол, велиш, Полиц Ефенди. Ами, кој го викна, зашто дојде? Каде отиде? Не знам, Мудур Ефенди. А не знаеш. Ами очи имаш ли, бре, такју? Имам. Еми, гледај, бре, мешко. Може би, кај Јаја Ефенди отишол. Тој и Джемаил Ефенди ме пратија да го чекам. Отишол кај Јаја и Джемаил. Ама му не знаеш, а? Не знаеш. Ќе те научам да знаеш. Не знам, Мудур Ефенди, зошто дошол. Жими бело видело, не знам. Знаеш, Таќу, знаеш. Зошто те плаќам јас, бре, со Исус. Зошто те плаќам, бре, магари ние. Не знам, очите да мислиш. Сус. А пак, на оно Јаја ќе му кажеш дека јас овде повелам, а не тој. Хајде, гит. Бујрум, Ајредин Ефенди. Убавина. Ваков сарај само во Стамбол може да има. Убавина. Ашколсун. Ашколсун, Јаја Ефенди. Так. Бујрум, Ајредин Ефенди. Седни кај што ти душа сака. Ем комицка. Комицка даскале, комицка. Ем комицка даскале, ем умава. Море, нуне. Место да зборуваш толку, шепкај го малку појче огнот, зашто гледам оловано не ти е добро стопено. Не скрши даскале. Што убаво си бевме запеал. Море, дувај и чувај си го иштавот за од понеделник. А зошто од понеделник, даскале? И утре можеме да работиме, што дека е недел. Утре е Илинден. Тоа е голем празник. А пак може да имам и некоја друга работа. Што работа, даскале? Кога ќе ми кажат миту, тога ќе ти кажам. Не знам. Дај ми го големиот чекан. Брзо, брзо, брзо.
Стоянки, еден мал подарок за те. Зошто? Така. Ти, Миле, немаш ум? Зошто, ма Стојанке? Па нели дуќанот е отворен за секого? За секога, ма не за тебе. Ако дојде татко ми? Па што ако нека дојде? Денес или утре тој ќе знае. Тој веќе знае. И што вели? Што вели? Знаеш што може да мисли татко? Знам. А ти? Јас те молам да си одиш. Веднаш. Едеме, мамо! Ајде, Миле, оди си. Прашали како се вика? Димо, се вика Димо. Те бара за да си го плати борчот и да купи сол. Сол, да? Ето. А пазарчиите денеска го крена сиот дуќан. Шулај, што е ова работа? Селаните никогаш вака не купувале. Се крена, се однесо, а зимата далеку каде? За нас подобро мори нека носат. Добре, уште ли да чекам? О, колко го гледам, мојот пријател Димо дошол. Добар ден, Повели мајстор Димо. Повели. Повели мајстор Димо. Машала. Машала. Сега си дошол. Ем порано, ем поправено од лани. Се чини работата ти била убава и пазувата ти е топла. Придај Господи и се радувам, се радувам. Срамота! Арам да ви е! Оставете ја жената! Ама тутум, Елбасански, само за меракли и пријатели како тебе. Ја возме човек! Не можам да стигам да запишам! Остави ги луѓето намира да работат! Сандук! Куќата на Андро ја бастисуваат. И ја изфрлаат по куќнината. Димо, сам си е крив. Еве веќе втора година како не ја плаќа вергијата. А царот чека од нас да го храни аскерот, да се грижи за целата царшина што се родни. А царот, зашто не ни даде работа, Вестрико Кушов? Та да има со што да ја платиме вергијата. Да има и за него, и за нас. Јас во туѓо тенџере не брцам, Димо. Си ја гледам својата работичка. Пуште, бри! Пуште, кога ти гледам! Чао! Секутай! Ајде, не се сио! Не тръгнете! Срамота! Срам да ви е! Арам да ви е! Срамота! Како не ви е срам на жена и деца, рака кревате! Ке не заколам сите, бре, домус! Сос, бре, свино! Стири се! Шо чекате, бре, вие сежи? Хајде, стигте дома! Ќе му кажам на Мудро Ефенди, на сите да ви тури по една джеза од 100 гроша!
Пак ќе ви дојде умот. Како да ни е прв пат джеза да плаќаме? За ништо не ограбувате и не тепате. Пфу! Арамна ви е! Срамота! Ставре, жими Аллах! Има да те закачим на ченгил и да ти дерим! Сулейман Ефенди, почна. Што почна Брезенил Ефенди? Заптите и народот се испотепа. Праќај помош, ке не надвијат. Праќа една десетина. Работата ич не е јарна. Ѓаурите ке го кредаат бајракот. Ајо насана. Денес сутре, кога ќе го соберат беричетот, ете ти ѓурулки. Што треба јас да сторам, Ајредин Ефенди? Уште на саатот ќе ги збереш сите царски луѓе овде кај тебе. Ќе им го прочиташ писмото, а сетне јас ќе кажам што треба да се прави. Пеки, Ајредин Ефенди. А мудрот, да го викнем и него. Јок, џанам, ова си е друга работа. Бурен ја, Ефенди. Викни ги Сулейман, Джемел и Зенил. Пеки ја, Ефенди. Веднаш. Пеки ја, Ефенди. Кажи ми, Сулейман Ефенди, со каков сурат да му јавам на валијата во Битола, оти заптите кренале кавга со чаршија. Со домакини луѓе, чорбаджи, со еснафи и туџари. Што ќе рече за мене валијата како градоначалник? Што ќе рече и за тебе, како командант на гарнизонот? За сите што сме овде. Што ќе рече валијата која ќе почнат мајтап да се играат битолските конзули, штом пукне си од овај резик? Ако мене ме прашаш, Мудур Ефенди, било што било. Нека и мудрат на затворниците по 25 стапа или нека земат джеза по 50 гроша, па секој нека си ја крши главата. Бујрум, Мудур Ефенди. Прати ви на Зенил да дојде. Пеки, Мудур Ефенди. Ти си честит и добар човек. И не си му душман на султана. А она, што мислат за тебе јаја и неговата компанија, то си е нина работа. И че тебе да не те боли главата за тоа. А? Ти благодарам за довербата, Мудур Ефенди.
Јас сум Бабамаро, Велко. Добар. Добар ден. Тука е Даскалот. Тука е, чека. Денеска сите затоцнивте. Ајде, брзо. Си ме викал, Мудур ефенди? Те викав. Слушај, Зенил. Ке им пишеш на сите машки глави по 100 гроша. И ке им речеш да не сум видел ни еден од нив повеќе овде во Укјуматов, зашто Сургун во Анадолија ќе ги пратам. Така ке им речеш. Пеки, Мудур ефенди. Што мислиш, Суренман ефенди? Доста ќе им е по 100 гроша. Доста е, Мудур ефенди. И на децата по 100 гроша, Мудур ефенди. Како бре? Зар во апсаната и деца има? Белким Джемел и ти на децата цицка не им давате? Пеки, Мудур ефенди. Хајди! Дур. Дур бакал. За децата татковците ќе платат. Кој си има деца дома, нека си ги чува. Пеки, Мудур ефенди. Муртизан ефенди? Бурум, Мудур ефенди. Ја појди свршијат ја оваа работа. Зашто овај билме се карва караши ке стори. Хајде, чапук. Пеки, Мудур ефенди. Велиш, имаше покотници и мртви. Да. Море Велко, да не ја направил тепачката некој од нашите запаленковци. Не, Даскале, немало никој од нашите групи. Секој младинец се знае наредбата на организацијата. Овие денови да не се гибаат османлиите. Па кој тогаш го фрлил шарчето? Не знам. Ова е веќе сериозна работа. За ова некој ќе одговара. Мајката, зар мораше се тоа токму сега да се случи? Ке капнени и на Мудур ефенди од ова ујдрма во кесето некоја лиричка, Сулейман ефенди, знам, ја знам, не му е сефте. А вие демек сте подобри? Не бежанам, не сме подобри, ама ние со усул, со диктат, јаваш. А тој све отедва. Олмаз бежанам и само за себе. Сулейман ефенди, по пола ќе го делите ришветот галиба. Ти, Джемал ефенди, ми го кршиш намузот? Не ти кршим намузот. Доста со кавги, бре, карбаклар. А ти, Сулейман ефенди, треба да знаеш, ние злото не ти го мислиме. Така е, ја ефенди. Даскале! Што има? Ги пуштија сите. Сите? Сите, Даскале, ги видов со своји очи. Што мислиш, Димо, да му јавам за сето оваа ѓерултија на Карев, а? Зошто? Револтот најверојатно случајно избувнал. Случајно, ме една искра и ти пожар. Е, тоа и ме плаши, Димо. Барем уште малку да можеме да ги додржиме работите во своји раце. Тетка Маја. Донесов зелник да каснете. Што е ова од тебе, бабо Маро? Што? Па вчера ни донесе тава ориз. Е. Пред тоа татли, сега зелник. Зелникот не е мој, Даскале. Ми го даде на Чевица нафурна, вели. Однеси им го на децата, нека каснат. Тие работат за наше добро. Ред е да им се одолжиме. А ти, демек, бабо Маро, нафурна со жените си правиш такви муавети, а? Жени, Даскале. А се договоривме да молчиме. Ние поради вакви дарови досега 2 пати мораме да ја местиме леарницата. Добре, Даскале.
Даскале, ме усрами пред јабанџија. Ајде, синко, да каснеш на. После, баба Маро, ќе се вратам. Даскале, време е да го сменам вас. Време е, стери, оди. Нервозни сме и ние, а и ним Арап им е планот. Ванчо, ти ќе слезеш во градот и ќе ми известуваш за се што се случува. Собери ја твојата група, распраснете се на сите страни и добро отворете ги очите. Нека застане некој кај утјуматот, друг кај поштата, а стај некој и кај казармата. Се што ќе забележите сомнително јавувај. Јасно? Јасно, Даскале. А ти, Велко, земи уште двајца од твоите и право горе кај Карев. Ќе му го однесеш ова писменце и веднаш назад. Удари низ корија. И немој да ми направите некоја детинштина со револверите. Пукање само ако ве срдисаат. Последниот куршум за себе. Јасно? Јасно. Еве, ќе го фрливе чифтето, Никола. А што да сториме друго, Митре? Од поодамна сакаме нешто да те прашаме, нешто друго, Никола. Многу ми велат на Смилевскиот конгрес ти си бил против восстание. И Гоце велат бил против. И Гоце, и јас, и други. Зашто? Едно е да го кренеш сиот народ, да му излезеш наниша на душманот, да му ги покажеш градите. А сосема друго да го толчиш секој ден, со години. И пак да бидеш невидлив, да не може да те зграбчи, загуши. А и оружје немаме за сите. Ама дојдовме до зид. Затоа се реши да се крева народот. Саатот за смрчкување на душманите е дојден. Не оти немаме аскер да ги раскапеме. Ние ќе ги сплескаме за една дакика. Само ако оставиме да дигнат востание, ќе ви падне чаламот пред Европа. На Европа ќе кажат, имаме мајка од турците, затоа глава креваме. И после, чекај да ти се искокорат европејците. Затоа треба сами да се зафатиме за работа и то уште од денес. Треба да ги начичкаме шубелиите по апсани, да ги степаме главатарите и атаците по патиштата, а комитите нека лежат по планините, да видиме до кога. Ним ке им пратиме аскери, баши бозучки чети, па нека мрда. А што сум? Зашо сум? А на селаните, ако им стиска, нека им носат леп да јадат. Право е, Редин Ефенди. Што ни треба повеќе? А што сум? Што чекаме повеќе? Нож, бабам, нож. Еве, тие, Ефенди, ќе треба да повикаш некој одбрани бабајити, значи крволоци, и да им кажеш дека од доблетот имаат изим да колат, да грабат, да тепат, дошто ке им падне каурско и комицко. Од царскиот аскер шубе да немаат, од утјуматот ич. И за секоја комицка глава ке имаат 5 лири бакшиш. Амадан? Тамам, Редин Ефенди, тамам. Даскале, излези малку. Што си се задишал, Ставре? Даскале, доаѓа Никола Карев. Ама тајчо вали со еден запти ја влегол во нашето мало. Се запил ке фурината наврам. Слушај, трчај да го пресретнеш Карев и да го доведеш низ корија. Брзо. А ти горе на стража. Брзо пушките и бомбите.
Секој на своето место. Ајде. Даскале! Даскале! Што има? Нема никој. Само Илица со две моми доаѓа. Добро. Вратете се во леарницата. Но не, оставја пушката и отрчај нафурна кај Аврама. Следи ги Тачо и заптијата. Да ги сплескам, Даскале, а? Не, пушти ги нека одат. Ако треба, овде ќе ги сплескаме. Добро. Што е ова трчање, Моримаро? Што се случило? Ништо не се случило. Туку, ајде, влегувајте внатре, во леарницата. Ајде, за да ве натокмат, ајде. Ајде, бе. Добар ден. Ајде по мене. Да не ти го посрала листот, па не знаеш што ти напиша мудурот. Сиктир бе, каче! Народе, мудурот заповеда. Од понеделник сите да си приготвите пари за вергија и да не правите ѓурултија како Андро денеска. Оти и джеза од 100 гроша ќе ви удри сгора. Разбравте? Разбравме, ама нема пари нема. Сиктир бе! И друг пат, кога ќе дојде таксидарот со домати и јајца да не фрляте. Разбравте? Разбравме! Народе! Од понеделник купените јајца и домати да не ги фрлате по заптиите, туку да ги јадете. Разбравте? Ајде, цане, помогни ми малку. Не си веќе малечок. Од плачење нема фајде. Ајде, брзо. А ти, Ленче, оди кај татко ти по бареко. Ćorчето пијан ќе се врати. Побарај го в крчма. Слушај, ако не е таму, појди во дуќанот на Ставре терзијата. Ајде, меко, побрзај. Не плачи, Ленче. Не плачи, душа. Не плачи, душа. Видовте, сестри, што ми направија огнот да ги изгоре. Персо, ние ќе ти помогнеме да си ја суредиш куќата. Па потоа ќе ги одведам децата кај мене дома да каснат нешто и да се смират. Што да суредувам? Гледате и сами се е искршено. Секој од нас ќе ти даде нешто што не и треба. Па пак куќата ќе си ја закуќеш. Само здравје и живот да. Ајде, помогнем. Оди да видиш што ќерка имаш, што чедо си родила. Гле, гледаш што прави чорбаджиска ќерка. И помага на жената да си ја суреди куќата. Ако? Акно да пукна да мори и ти и ќерка ти. Еј, некој зло наврат ќе ги навлече. Ејде па. Ке не запусти. Ја, мома е да седи дома, а не кумита да станува. Ја гледаш ли онаа Сонеа? Учителката. Таа место ум да им дава на децата, таа умот им го вади. Со глава дзипне се турка, царштина е тоа. Овде
овде нешто се мати. Мислам дека денеска не требаше да слезеш во градот. Знаеш ли дека во градот пристигнал некој големец од Битола? Знам. Селаните ме известија. Разбравте ли кај одседнал? Кај пуштаджијат. Таму се собрани сите повидни турци од градот. Еве веќе 2 часа како не излегуваат. Ти, за секој случај, дај наредба да следат се што се случува во градот. Па според тоа ќе се договориме што да превземеме. Тоа веќе го сторив. Тогаш добро. Нуне, како е? Повели. Полниме. Полниме на чај. Ајде да видиме. Чекај. Добар е. Добар е. Добар. Браво. Бога ми, добри мајстори станавте. Секој куршум, душман помалку, а? Така е, началник. Морам да ти се пожалам нешто, началник. Кажи, Нуне. Па веќе ние толку време правиме куршуми, а досега барот е помирисав. Сите наши другари беа по неколку пати. Во четен обук, а ние овде чук. Има право, Нуне, началнику. Море, Нуне. Ако ти е до барот лесна работа, ќе имаш можност да го мирисаш, па и да ти здоде, Агите нема лесно да се откажат од копанот што еднаш го дофатиле. Тие длабоки корења пуштери овде. Ама нашите се подлабоки. Со нас е народот. Жени, деца, девојки, старци. Се што може и не може да носи пушка е со нас. Затоа и ќе победиме. Но не се победува без ова. А тоа е ваше дело. Ако оној суртук кара го фатиме кај тебе, а ти не ни јавиш, сургунсто него ќе те пратиме жиме Алла. Јас ви реков, Чауш Ефенди, дека ништо не знам. Избирај умори, додека не сме ти го извадиле. Ади ги види. Пак ли ти издодеваат Господ да ги убие? Што да правам, Морипац? Запнале Карев, Такарев, а јас 3 месеци абер немам од него. Кој знае што му се случило? Де, Морикоцо? Лошото, не дај Боже, веднаш се дознава. Ноќе око не можам да склопам, Паце. Деца, ајде, што не јадете? Не сум гладна, учителка. Maşallah Muzaffer İvan. Aşk olsun be. Aferin Musa. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz Musa. A сега, kardeşler, da pijeme malku stara rakija. Da pijeme i neka tuka dušmanite. Što сега да кажам? Денес е сабота. На пазар мора да дошле некој од нашите бабајки. Повели Аредин Ефенди. Благодарам. Јас велам да ги повикаме и откако ќе им расправиме секако што треба, нека си се зафатат за работа. Овде најголем пазар е во понеделник. На тој ден нека ги фатат патиштата и нека прочукаат неколку души. Јок. Првин треба список да се направи. Да се знае кој е за отекување, кој не е. Жанам, оставете ја таа работа на мене. Вечерва јас без друго ќе го направам списокот. Ајде на здравје. На здравје! На здравје! Јашасын! Нека пукнат душманите. Јаша. Сулеман Ефенди! Повели Сулеман Ефенди! Повели! Ајер, јас сум на должност. А што? Не ćeš да се напиеш? Морам да се вратам во касарна. Евала. Евала. Море терсере човек. Остави го. На здравје. Шерефе. Војвода, добро ли е вака? Добро е, баба Мара. Вие, сестри?
Се приготвиште ли? Може некој да препознае дека сме препашале десетина оки куршуми. Илице, Е, кажи таму во селото да не праќаат повеќе други жени. Ако сретнеш некој попат, врати ги. добро. За денеска е доста. Добро. Бабо Маро, алати ве сокри ги во скрбницата. Денес и утре нема повеќе да работите. Добро, Никола. Ајде. Добро. Како ќе направи? Зошто, началник? Вечерва и утре ќе се зафатите со некоја друга работа. Сетики ќе се најде нешто. Ајде. А сега? Збогум, сестри. Збогум. Збогум. Ако ме сакаш, земај ме. Ја, Берче, добиеш коц. Таа си знае, од кај јас да знам. Брко знамето. Кој? Јас сум баба Мара. Ти не си мори баба Маро, Јас сум речерка ми. Кој? Што правите? Леле, како сте ми се кулдисале под ладовинкава, колко ни Што мие. ти реков јас, се вети го Абер. Ах, при баба Маро не изслуши. Да не ме урочам. Море да не паќаат уроци нас, баба Маро. Повели седни, баба Маро. Сакаш ли кафенце? О, черко, не сум ни за седење, ни за кафе пиење. Коца, дојдов тебе нешто да ти кажам. Ела вам. Никола е дојден. Кај мене? Тој те прати? О, черко, како тој ме прати, мори, денеска тој не знае кај му е главата. Туку ти да дојдеш. Ќе видам. Ако можам, ќе дојдам. Ајде, ајде, не биди наечија, знам дека ќе дојдеш. Ако најдам слободно време. И дојди приквечер, зашто ноќеска може да си оди. И немој да си му рекла дека јас ти кажав, а? Добро. Ајде, така ќе. Птичко Дима, ме прати татко ми по тебе. Те моли веднаш да дојдеш кај нас. Чија си ти, Моримам? На кушу лозе. Види. Кој би рекол дека кушу лозе има така убава ќерка? А зошто не вика, не ти рече? Не. Ке дојдам. Кажи му дека ке дојдам. Стојанке. Ќе те чекам на чешма. Море песенек, ама девојче си одбрала. Убава е Астрик, оставре. Ќе те утепа бре кусулози. Лесно за него. Ајде, шерефе! На здраве! Ајде, шерефе! Шерефе! Ај. Ама, ракија ти е како мевлен, труфја е чоди, грешка нема. Убаво е како крушевските мајки. Добар ден, ефендиле. Добар ден, Пеќу, добар ден. Повели седни. Бојрун бакалым. Наш човек доверлив. Ја. А бојрун бакалым, бизим тајку, бојрун. Ајде написе и кажи ајрија. Ке ќе ме ефенди само. Кажи прво зошто бе? Ќе ти кажи. Ајде. Те каниме да пиеме за здравието на гостинот. Полиц Ефенди од Битола. Епа полека тогаш да се видиме со гостинот. Овие одум ме извадија, ефенди. Ајде, Како си? На сато, шучур, добро сум. Ти како си, Бригатор сам. Ајде, да си ни жив и здрав, ајде ви ефенди. Ајде, живи и здрави биле сите, ама барабар со вас и јас. Ајде, Ирлија, Чаирлија, Баирлија, Вива, Турција да не е жива. Па си велам во умот. Мајстор Димо е шетан човек. Мајстор Димо е домаќин човек. Па безбели знае подобро од мене. Дали не дошло време да се пара некое чаре? Не се калдисувај, сестри Кокушу. Се ке биде вред. Во твои усти, во Божи уши. На, доста. Туку, стри Кокушу, што току
Ми върткаш како мачка около каша, а? Шуш. Ајде, дај го тефтерот да видам што пише во него, да платам, па да си одам. Си имам работа, брзо. А тефтерот е... Долу ми е тефтерот. Во дуќанот, мејстор Димо. Повели, долу во дуќанот. Повели, мејстор Димо. Повели. А излези черко надвор. Да си ги видиме сметките со чичкот и Димо. Добро, татко. Ај, повели, мејстор Димо. Повели. Повели. Се, јас со голем дикат ја собрав вересијата и излезе дека ми борчиш 2584 гроши. Деве горе-долу, 27 наполеони златни, нели? Така, горе-долу 27 наполеони златни. Убаво, Бога ми, убаво. Само во мојава тефтерче пишува дека ти борчам 523 гроши. Како? Така, јас ке ти платам 6 наполеони. Како? Ма како? 53 гроша повеќе, фајде за чекањето. Ако ги земеш, нека ти се лал. Ако не ги земеш, оди ти узими. Ке платиш, Тимо. Ке платиш. Ова е трговски тефтер, не е играчка. Ги земаш, али не ги земаш, а? Демек сум ти платил се до аспра. Ај се здрави. Си платил. Пак ма научи за ти. Стоянке! Стоянке! Идам, тате! Ваму! Стои! Мамо! Мамуци! Мамо, и ти ли почна да ме срамуваш, а? Ништо лошо не сум направила, тате ти ми рече да излезам. Ако ти реков да излезеш, не ти реков со оној суртук, очите да си вадиш, а? Слушај, ќе му кажеш да не ми се врти тука околу дуќаното, ти и тебе и нему назад ќе ви изпратам. Стој! Ти си чорбаджиска черка, мори. За чест и ред треба да знаеш. Ајде, иду! Не черни кушу, што правиш за женско дете со метла удараш? Припеличе, малечко. Да не ти треба помости, кокушу. Арсиктер, бе! Пезенци! Василике! Василике, мори, каде си пуста да останеш? Викаш, ајде, Не гледаш, мори, како теле. Бргу затворај го дуќанот, зашто ако дојде вам оној пес, кој знае што не чека. Ајде, бргу, побргу. Ајде. Asırdan düşek, ayşen kalkıp savayla, sıçrını şaşek. Do deneska te plaćame, ajla, kako na špijun. Od deneska natamo, odiš pobere. Če ti se plaća kako na afije. Ova ti je najdobrija druga. Kamo li šaline? Kamo, kako da ne kamo. Çevir be! Çevir! Ne güzel olan! Ay! Samo ponedjeljak da dojde! Dupka! Mutlak! Ovo ponedjeljak treba da im dademe da znaat georite ko je kuma, ko je starost. Bravo! Сирил, браво! Сирил, на здравје! Во понеделник, мајка му стара, путни ги сите како на сред пат, разбра? Понеделник, канаштер, ќе го угасиме фенерчето. Аллах нека ја подкрепи правата страна.
Zeynel Efendi, bravo. Zeynel Efendi, bravo. Se zemljom sa čovekom. Zeynel, čerata. Zeynel, bre. Čerata, stani. Stani. Musu! Musu! Djebra, gayret besene nefendi. Ne dırdım sana. Yaptırdım asırda. Pusti me! Pusti me! Ne güzel Vo ponedeljnik! Tako. Kavašća! Hayret bre Zeynel Efendi. Hayret bre. Hajde, hajde. Nisi me nešto vesela, Stojanče. Ti go nema Mile. Mi ga nema Mile. Stranke. Stranke. Ajde, što je? Ništa. Татко ми лум направи прегеска. Ако уште еднаш не види заедно, ќе ме заклучи дома и повеќе никогаш нема да се видиме. Па добро, тогаш ќе се гледам и оддалеку. Ќе излезеш вечер на пенџер? Вечер одам на свршувачка ќе дадам. Ќе дојдам и таму. Каде му ли биза? Што ви е, бе? Пуштете ме! Пуштете ме! Миле! 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 Велиш, зошто? Мислев, најдобро е тебе да те прашам. Другарките ме натера за знамето. Коцо, за знамето или за мене дојде? Ако е за тоа, јас треба да се лутам, а не ти. Добро, зошто? Никола, ти со месеци не најде време, барем едно писменце да ми пратиш. Со 2-3 збора. Здрав сум, жив сум. Мене ке ми беше доста и тоа. Ти добро знаеш дека јас никој пат не сум сакала да се најдам помеѓу тебе и твојата работа. Јас работам колку можам, како умеам. Што се случува со тебе, Коцо? Другарите ми кажува дека се преуморваш и со децата на училиште и со нашите работи. Го презедов и твојот клас. Децата постојано ме прашуваат за тебе. И колегите, колешките. А јас ништо не знам. Си ме заборавил. Не, Коцо. Не сум те заборавил. Гино! Повеливам, Мара. Намити мајкин трошка лепче и сиренце да подкаснеш, додека да стаса вечерата. Благодарам, Мара. И да ми се чуваш. Не бригали. А и Карев да ми го чуваш.
Како очите во главата да го чуваш, синко. Добро, баба Маро. А вие сепак пригответе го знамето. Ако на Султан Хамид не ни се врзе, нам ни се врзе. Добро, Коле. Коцата си одиш? Да. Ајде, дојди малку до кај мене. Не можем, баба Маро, доцне. Доцна ми како чедо. А бре, Никола, се пушта ли девојче вака само ноќе да си оди? А джами. Испрати ја ти, баба Маро. Ќе ја испратам, ами како? Добра ноќ, Коле. Добра ноќ. Аде, комшија, да свршувачка ли? Таму. Добра вечер. Добра вечер. Ајде, нека се кердоса. Па и ние да си чекаме од челат за радост, за убав. Па за свадбата на ќерка ти, јас ке ти сошијам нов костум. За тоа ќе попричекаш малце. Ајде, мори. Мртни! Тоа не се знае, чорбачи кушу. Ајде, мајстор, ставе да писи ракијата на здравје. Ајде, дај. Шо си? Ништо е, ефенди. Не си правиме муабет. Муабет, а? Да. Ако најдовте да правите муабет. Чи купил си ти? На Мустафа Ефенди. Одете дома, бре. Доцне. Ќе ве преколи некој комита. Ај. Печи. Печи, Ефенди, печи. Тано, јас ви велев, јас ќе чанам работата ќе биде. Борите катано, верето, борите. Ајде, сватој порцијот. Ајде, чекате ли гости? Nakon vi. Е, сега, јас треба да си го кажам урокот. Ние, господин Томо, влеговме во твојата куќа со радост и со веселба. Дај Боже, за радост и за веселба да пречекуваш гости цел живот. Амин, Тано. И секому Господ да даде тоа што мене ми го дава. Амин, дај Боже. Ете, ние дојдовме да ни ја дадеш ќерка ти Милка. За син му на господин Дамо. Бидува, али не бидува. Бидува! Дано, штом господин Дамо дошол во мојата куќа да ја побара ќерка ми Милка за синот му Коле, јас сум согласен. Јас ќе му дадам на чедото своје се што ми дал Бог, се што може. И јас си го дадов зборот. Девојчето ми треба. Не треба ништо друго да ја дадеш. Не за ќе ја крепи не тоа што ќе ја дадеш ти, туку тоа што ќе купи и донесе нејзиниот јунак. Ама не сум дојден вамо да правам пазар, туку да ги стиснеме рацете и да се засватиме. Кабулиш, али не? Кабулам, да. Честито! Ајде, нека се стрекни!
Ajde, сега на sve krvati, na sve krvata. Сполајте, чедо, да си ми жива и здрава, весела и радосна, да ми грееш во куќата како сонце довека. Ajde, zdravje da si ga nosiš. Ajde, ti sve krv sa zdravje da si nosiš. Ajde, sve krvata. Ajde, sve krvo. Da vidime tebe, svega sve krvo. Au, što vam je obetki? Au, zdravje da si nosiš. Ajde, сега да се провеселиме. Кој ќе запади петка? Многи не знаат. Ја нема да излезе на балкон. Што мајка барате, бре, деца, посокаци во ниедно доба? Дебре, ефенди Силјо ни исплаши. А ти градот го вардиш или нас не вардиш, а? Не те прашав тоа. На свршувачка сме. Кој се свршува, бре, деца? Син му на Дамо и ќерка му на Чичкотомо. Маме? Да. Ајде со среќа нека им е. Не излезе. Много се задржав на мајката. Ме фати полноќ. А утре изутре немам работа. Утре е недела, бре, Ванчо, изгора на тоа Илинден. Каква работа ќе вршиш? Ќе одам село. Бре, комите да не стануваш. Па исто ако затребе. Миле, време е да се свестиме сите. Море лесно ти е тебе, Ванчо. Ти си имаш мајка, татко, браќа. А јас кому да ја остава мајка ми? Ќе приумреш за леп кутрата. Работа има и тука, Миле. Не одат сите комити по планињето. Некој треба да остане во градот. Еве ги излегуваат. Да се засолнеме, зашто ако ме догледа кушу лозе, ќе отепа Стојанка. Ајде. Видели пак колку бавидарови раздаде Милка? А заедно ли го спремихте чеизот? Заедно и помогнавме сите девојчиња од мало. Блазе си. Брат ми си ја сакаш уште од малечки најпосле си ја зеде. Мушате сте, мушате. Стојанки, не брзето! Да се стрчаме низ долниот сопек. Ќе пресретнеме Стојанка пред нивната куќа. Хајде. Гледаш дека го нема, Миле? Ми рече Мори дека ќе дојде. Ама ние многу се оддалечевме од нашите. Најдобро ќе биде да ги причекаме. Ја грабна Стојанка! Стојанке! Пусти ја, бре, куќе! Стојанке, ќерко!
бе? Стой, бе! Зашто не ја слушаш? Чекате! Каде? Кажи, каде е девојката? Која девојка, бе? Ајде, не знам! Ајде, шури се! Ајде! Кај ме водите? Ајде! Луѓе! Луѓе, пред очите ми е грабна ќерката! Allah neka nije na pomoć. Каде? Каде е ќерка ми, бе? Луѓе, што чекате, барајте ја, луѓе! Ајде, чекате, ајде, барајте ја! Джино! Брзо нека излезат сите! Нешто се случува во градот. Што е? Што има? Не знам, нешто се случува. Никој од десетарите не дошол да јави што се случува. Не. Ако затреба, бидете спремни да се извлечеме од градов. Добро. Деца, што се случило, а? Не знам, баба. Не ми личи на пријателс, како да бараат нешто. Доки не ги бараат комитите со фенери по сокац. Што знаеш? Турска работа. Луѓе! Ама луѓе, помагајте! Ама луѓе! Помагајте, луѓе! Ќерката ми е грабна! Ато! Пред очите ми е грабна ќерката! А, ти без! Ке видиш! Кај мудрот! Кај мудрот! Стојте, Каури, ке пукам! Ќерката ми е грабна, ага! Викни го мудрот ако за Бога знаеш. Мудорот спие. Утре барај го мудорот пред ѓаур. Кој е? Јас сум Зенил. Тука ли е ја, ефенди? Овде, Бујро. Кој е? Зенил, ја ефенди. Ме прати мудорот. Што бара мудорот од мене во ниједно доба? Рече веднаш да ја пуштиш ѓаурката што си ја грабал. Мудорот ме ми пратил ѓаурка па да ја бара од мене. Не сум видел никаква ѓаурка. Детето на Мустафа кажало. Море Зенил. Ако е мудорот будал, не биди и ти будал. Кушу лозе ке даде злато колку е тешка керкам. Така ми рече мудорот. Нека граба јаја ефенди друга ѓаурка. Оваа нека ја пушти. Ај сиктер, бре! И ти, и мудорот. Allah neka nije na pomoć. Pоради вакви ни пропадна царштината. Шупела си навео. Јој се мрдна со умот. Будала! Allah! Allah! Дај ни видело да прогледаме. Значи вечерва заминаа 150 пушки со терористите. Да, со првиот мрак. Утре ќе ги распоредиме во четите на Андреја, Ѓурчен и Алјабакот. Добро. Многу луѓе си оставил во градот, Даскале. Не се многу, Никола. Тоа е обезбедувањето на градот. Многумина се без пушки.
Само со секири се и со понекој пиштол. Нив распореди ги некаде с крај. Кажи им ја паролата, коса вила. И кога ќе се приближат четите, нека се приклучат кон нив. Добро? Јасно. Се разденува. 8 на Илинда. Утре ова време Крушево веќе ќе биде волга.